Македонија и покрај тоа што се уште не е дел од големото европско семејство, сепак граѓаните треба да бидат информирани како и на кој начин функционираат институциите на Европската унија и фондовите. Бидејќи самиот процес на пристапување не се однесува на државата, туку на пристапувањето на граѓаните во големото европско семејство. Тие треба да го знаат и начинот на кој функционира Европската унија. И од таму информирањето, едуцирањето на граѓаните за Европската унија, за начинот на кој што функционира, на кој што ги создава своите, ги креира своите политики, е особено важно. Ова е работа која што треба државата самата да ја направи и секоја иницијатива која што постои, особено ваква иницијатива кога граѓанското општество ја презема иницијативата е за поздравување, затоа што е поддршка на тој процес. Според експертите, во моментов Македонија речиси да не чекори кон Европската унија. Стојковски причината за тоа ја гледа во носителите на главните државни одлуки. Во моментов можам слободно да кажам дека нема пат кон Европската унија, од причина што тоа беше одлука на државата. И кога велам одлука на државата, одлука на оние кои што ја представуваат државата. Македонија долго време имаше еден забрзан период на развој и за приближување кон Европска унија, меѓутоа долго време стои на тој пат. Стоењето на патот не значи дека почнувате од онаму од каде што сте биле. Точно, уствари да, ние ќе продолжиме од онаму каде што сме биле, меѓутоа од моментот кога ние сме застанале до сега, Европската унија многу напреднала. Така што сега ние ќе имаме многу за надоместување за да можеме да кажеме повторно за некое време дека сме на истото ниво на кое што сме биле порано. Денешната работилница е во рамките на проектот за познавање на Европската унија и работата на институциите на Европската унија, кој го спроведува Сдруженијето Новос со финансиска поддршка од општина Струмица. Истражувањата покажале дека неинформираноста во врска со Европската унија се главни проблеми кои што се присутни на национално ниво, но тие се уште поголеми кога станува збор за локалните седини. Целта на оваа работилница денес е да се запознаат граѓаните, посебно младата популација со начинот на функционирање на Европската унија, историјата на Европската унија, како работат институциите на ЕУ, но и воедно да промовираме европски вредности и принципи. Сдруженијето Новос со овој проект планира организирање јавни дебати, објавување на трудови со Европската унија, како и спроведување на истражувања за тоа колку граѓаните се запознаени со Европската унија и дали со влезот на Македонија ќе се подобри животниот стандард.